Ванчо Јованов од Штип, 29 години, е верен продавач на Штипскиот градски пазар. На пазарот сме од 95 година, така да можеме да кажеме дека меѓу најстарите еден од ветераните на пазарот. На неговата тезга можат да се забележат разни органски производи, од бостан па се до компир, но нас вниманието ни го задржа везениот пипер, кој оваа година на тезгите се појави порано. За изливувањето порано на пиперките сам допринесе природата, жешкото. Инаку вообичаено излеваше во септември. Ванчо заедно со неговата фамилија произведуваат везен пипер онолку години колку што е на градскиот пазар. Тоа вака сега везени пиперки изгледуваме многу одамно уште. Децата мои, керката и зетот, од кога се зедоа 95 година и одма се фатија за рака. И одим на нивите, ајде деца, и ниви работат. Везениот пипер се сади во исто време како и обичниот, а начинот на кој треба да се припреми и одгледува е следен. Везен пипер се сади исто кога се сади и оној пипер на отворено. Се одгледува вака сега. Треба почвата да се подготве, да е добро изорана и почвата треба да биде наѓубрена претходно. Значи есента и тоа со ѓубре природно, ама прегорено. Ако не, ќе има многу трава и нема да даде никакви резултати. Што го издвојува везениот пипер од обичниот за да биде поскап? Везениот пипер некојаш луѓето викаат дека е прескап. Везениот пипер има една берба само. Таа се оберува и тука веќе он завршува. Не е како оној пипер што повторно цвете, повторно заврзува, повторно раѓа се. За побарувачката тој ни кажува дека секоја година е поголема и највеќе го купуваат они од диаспората. Секоја година побарувачката е се поголема и поголема. Особено овие наши што се во Германија. Сега тие се баш тука на одмор и многу имаат побарувачка. За оние кои ќе одлучат во оваа сезона да го нижат, најдобро е сега во оваа сезона, бидејќи е премногу жешко, пиперките може да се нижат, но предпаздливо треба да се стават на сенка, да се сушат. Никако на сонце. Затоа што сонцето има да ги изгоре и тие после нема во себе да имат ништо да содржат. Ванчо ни откри дека најдобро од везени пиперки се прави макало и ни го откри неговиот рецепт. Па вообичаено најдобро се прави макало, познато како наш македонски пинџур, компир варен и варени пиперки. Добро се тие тоа истолчат, се извади лушпото претходно и со компирот се избркат и се стави лукче, се попарат со зетинче и макалото е готово. Цената на везениот пипер е 120 денари, но за есен тој ни кажува дека Моментално цената е 120 денара, сега зависи и квалитет. Иста ќе биде. Иста ќе биде ако поднесе, ако се подобри, мислам, квалитет, ако го задржиме. Ако има шкарт, ќе биде и 50 денара.